Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте. Вечерва гостин во студиото е Јанаки Митровски. Јанаки, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Скоро беше овде гостин, но многу ме заинтригира со тоа што го презентираше, а тоа е најавата за првиот форум, канабис форум на Сдруженијето Билка. Од таму би сакал прво впечатоците да ги пренесеш, како помина сето тоа, и што се заклучоците, што ти е твојот филинг, што се менува во општеството, и можеме да идеме и за законот за легализација, декриминализација, како и последната информација која стигна, ќе убаци ми се да ме коригираш, Обединетите нации излегоа списокот на земји каде што веќе поседувањето и користењето на кабис е во четврта... Имаше препорака од Светска здравствена организација во јануари да се признаат медицинските вредности на канабисот официјално. Обединетите нации тоа го прифати. Токму тоа се случи и се тргна од листа 4, односно на Што е листа 4? Опасни други. Вака постои по конвенција на Обединетите нации постојат 4 листи на забранети супстанции. 1, 2, 3, 4 е на забранети супстанции кои што може би имаат медицински својства, а листа 1, канабис е и на листа 1, што е многу вака смешно, меѓутоа тие листи се оддамна праени, плюс конвенцијата за 60-та година. 61 е конвенцијата за единствената конвенција за наркотични други и на пример, што е парадоксално, не мора да си експерт, веројатно е лесно да се свати дека на пример канабисот е во ист кош со хероинот, што е вака страшно. Еден чекор беше ова, едва и помина тоа гласање со 1-2 разлика меѓу помина. Следен чекор е да се трне од листа 1, па одиме понатаму. Меѓутоа една нова информација која што сега ја прочитав, ја избаци, јас ја видов кај него кај Давор Ангеловски, тоа е еден исто активист, поранешен член на Зелена алтернатива, активист за легализација на канабис, дека и Американскиот конгрес сега пред да тргнам за во емисијава гласал за да се тргне од федерален закон на забранети супстанции, затоа што кај нив малку постои и колизија на пример на федерално ниво е забрането, се уште е строго забрането и строго се казнува, меѓутоа сепак е дозволено на самите држави да и нели има таму 15 на држави и повеќе го имаат легализирано, за медицински цели е скоро во сите, добро, во Тексас ни за медицински, ни за таму реднекс, ни за медицински, ни за рекреативна не е дозволена. Сега тоа ќе оди на гласање на Сенат, иако помине на Сенат, федералниот бан, кој што трае скоро 8 децении, ќе се тргне. Прво, бидејќи веднаш што нас опрашање, сакам да ти се извинам за малото доцнење. Јас сум човек кој што не сака да доцни, са Боже мој, може да се случи, меѓутоа емисијава почнува нели на време. Вака дотера негде беше нешто по... Не, на работа бев по формерки и джемпер, меѓутоа кога се облагав за емисија, викам са првиот пат бев во Дуксер, вториот пат бев во поломаечка и сега е редот малцат испочитувам. Среќа што имам резервни сакоа, ја бев во Дуксер, викам, овој ќе ми дојде сега ко хипик. Минатиот пат ти беше во сако па да, пак сум во сако, добро. Во однос на твоето прашање, се одржа првиот македонски канабис форум пред еден месец, не беше еден месец, помалце, меѓутоа тоа беше една идеја која што бидејќи сега се зборува и веќе од официјалниве политички фактори, за тоа беше една идеја да ги популаризираме нашите барања се познати и се малтене непроменети во 90% од самото основање на Билка во април 2017 година. Меѓутоа сакавме тоа да го популаризираме, направивме една пресконференција која што морам да признам дека беше одлично покриена, имаше 7 телевизии. Имаме ние одлична соработка со медиуми, тука не можам да се пожалам. Каде што ги истакнавме нашите 10 барања, 10 канабис заповеди, ние ги викаме, нели, алудираме, знаеш на што. И во тој ден, првиот ден имаше 3 панели вкупно, едниот беше панел политика, панел политика, панел бизнис, панел медицина и панел човекови права. Тоа се 4 панела по 2 на ден. Дали се тоа во сегменти од 10 правила? 10 правила кои... Точно така. На панел политика учествуваа Коста Петров како потпредседател на СДСМ, беше Маја Морачанин председателот на Дом и пратеник, Моника Зајкова потпредседател на ЛДП и пратеник и беше член на президиумот на Левица Реджеп Хактан Исмел.
Потоа на медицинскиот панел беа присутни доктор Дарко Костовски, една легенда, ова стално го кажам, он се љути бидејќи е многу скромен човек. Меѓутоа навистина сите што го познаваат знаат дека се работи за легенда во борбата за либерализација на овие политики. Он е основач на еден од 7 оригинални основачи на Билка, еден од основачите на ХОПС, и ако не се лажам и статутот им го пишуваше 99-та година он. Специјалист психијатар и моментално е на субспециализација адиктологија, она што му е и потесна специјалност, односно работи со зависници. Колку траеше форумот и кои заклучоци излезе? 2 дена траеше. Само би сакал кратко да повели, ги слободно. докажам учесниците. Имаме Дарко време, Костовски, биди обширен, доктор слободно. Дарко Костовски, Ивана Давидовска Игњатова, која што е физиотерапевт и недоволно експониран основач на Билка, како и на моje големо задоволство млад еден стоматолог, за кој што ја верувам многу ќе слушаме, Марко Младеновски, кој што има одлична магистарска теза, а тоа е употреба на маслото од канабис во третман на орални мукозити, ако не се лажам, тоа е орален канцер. Многу малци има истражувања научни во Македонија, ова ако не е и прво од таков тип, да дете, не он дете, меѓутоа ако од мене 10 години помал, има 20 клиничко истражување на онкологија со 25 пациенти правено, можеби е тоа прво во Македонија, мислам дека е прво од таков тип да се прави. Значи едно е да зборуваме и да земаме од надвор, а друго е да тоа го применуваме. Следниот ден имаше бидел забите да ги направам кај него. Следниот ден апсолутно мислам анестезијата ќе биде весела. Отсуствуваше, оправдано беше отсуствен наш драг пријател доктор Нико Беќаровски, токсиколог, меѓутоа беше ангажиран во ковид центарот и сега тоа е оправдано отсуство. Следниот ден имаше панел бизнис на кој што учествува доктор Златко Кесковски, прв човек на фармакани НСК. Така. Наш драг пријател, мислам ќе треба да го донесам. Донесеш. Одамна беше ќе треба да го донесам. Да се он најдобро го познава. Неколку пати имаме соработувано од страна на еден наш познаник заеднички, сме доста плукани за таа соработка. Човекот ништо нема барано за возврат од Билка, буквално ништо, значи освен едно лого што се вика на сила што ние го ставаме, сакаме да испочитуваме, апсолутно ништо не барал од нас за возврат. Филип Аврамчев, член на Централен комитет, мислам дека на ЛДП, и на Мак Канабис, првиот човек, тоа е Сдружение на производителите, овој Костадин Дуковски, и мој личен пријател Драган Лазаров, адвокат и адвокат на НСК, човекот кој што работеше патем. Јас сум многу самобендисан човек, Јанко можеби тоа си го приметил, меѓутоа исто така и се хранам од успешни луѓе и од паметни луѓе. За таков го сметам Драган Лазаров, затоа го поканивме. Некој друг можеби би си рекол и се и овој адвокат ќе ми го зема местото или не знам што. Знаеш, ако Драган Лазаров е човекот, само ова извини да го кажам, Драган Лазаров е човекот кој што работеше на добивање на GMP стандардот, европскиот GMP стандард за фармакан, за НСК, и тоа е единствена компанија во Македонија која што има европски GMP стандарди, односно може да извезува во Европа. Так. Имаше keynote speaker, еден паталец, тоа е земјоделски инженер и магистрант кој што 20 години работи на тема на индустријски коноп. Меѓутоа човекот не можам да го многу експонирам затоа што е се уште под кривичен прогон, ако се сеќаваш, тоа е една парадоксална ситуација. В 2016 година за потреби на магистарски имаше засадено, за потреби на магистарска 300 растенија, ги викна професориве што работи, што се дел од тимов. И они го пријавија во полиција. И полицијата го уапси. И он е неправосудно осуден на 3 години затвор, што е страшно, затоа што конвенцијата на Обединетите нации, која што има супремација над нашиве законски решенија, дозволува употреба во научни цели. Во научни цели. Но се држеше обвинителството таму, дека јас не го застапував и тоа ми е многу криво, се држеше обвинителството таму. Крваво ќе се бореше. Крваво апсолутно ќе се гризевме таму. Многу ми е криво што, например, гледај се држеше обвинителството 300 растенија биле многу, што го вади од ракав од кај на обвинителот што е многу, што е малку. Ајде вака лаички е многу. Сведочеше таму професорот земјоделски, кој ми беше ментор, кој што вели не, 300 растенија се репрезентативен примерок, затоа што ти не можеш да добиеш резултат од едно-две растенија, треба да видиш на поголем, на поширок број растенија примероци, како реагира за растење и така натаму. За жал, многу среќа му посакувам, се што можеме да помогнеме, ќе помогнеме. Они самиот, затоа не го кажам по име и по презиме, и самиот не кеше да се експонира, зборуваше строго на темата на која што е стручен, бидејќи нормално
се соочува со И уште го гонат. И уште не Он е осуден неправосудно на прв степен и сега е по жалба по стапката. Понатаму и на крај тоа ќе завршам, па ќе придеме на прашање ако сакаш. Не, уште за форумот, слободно. И форумот последниот беше човекови права, каде што беа Јасмина Голубовска активист, Игор Јадровски од Хелсиншки комитет правник, со кој што учев, мој многу драг пријател, со кој што учев средно и факултет. Не продолжи он приправничкиот стаж го заврши и продолжи во тој правец, работеше Херапа Хелсиншки. Исклучително го сакам. И моја многу драга личност Наташа Бошкова, адвокат, е на коалиција Маргини и на ХОПС правен застапник, активист и можеби единствен НВО адвокат кој што го почитувам, нема многу почит, ги сметам за нелојална конкуренција и тоа се. Она ми јаваха исклучок. Беше Натали Петровска, онлайн се вклучи бидејќи е од ризична категорија, има некој респираторно заболување, тоа не е ни важно. И да не испуштив некого, мислам дека тоа беше составот. Заклучоците беа дека законските измени треба подитно да се случат на повеќе теми. Проблемот е не проблемот, него треба кај нас и граѓаните да сватат дека ќе се каже канабис и се смета канабис само за пушење. Канабис може да има многу грањки. Ја сега имав контакт, ме контактираа некои инвеститори кои што се заинтересирани да отворат погон строго за индустријски коноп. Ти си повозрасен, мада не си до толку возрасен, да се сеќаваш дека се до средина на 60-тите Југославија беше оаза за бивша Југославија за индустријски коноп. Имаше хектари, тоа подоцна замре кај нас сега во моменталниот закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции не постои индустријски коноп. Ја имав, се сеќам пред 7-8 години, 62, не е воопшто тајна, имав емисија само за коноп. И онака стеблото и анализирано. Од стеблото, вадиш тоа, од овој дел вадиш тоа. Тоа е страшна индустријска билка, значи, да не зборам дека светот на крај. Но нас колку може да дозволи ми малку. Види, ја денеска бев 100 комак, што значи нели ова градиш реклама се знам. Слушај, толку тоа е маркет кај што стварно луѓето идат, оние што се тресат на денар. Така е. И од време на време идам да купам нешто, идам. И сега гледај што си наоѓам таму. Не, знаеш како се работи за перцепција. Ова ти е познато, ова ти е Да, водата ја знам. Горска вода извади релекс со канабис. Така, да, Пази, знам. Канабис. Ова е во слободна продажба. Екстракти од семето, да, е во слободна продажба. Значи, секој може ова да го купи. Јасно. И сега човек треба, значи родител, канабис. Замисли се, зошто е у слободна продажба? Не. Остави уште некоја минута. Издиши. Дро ти водишем твоја емисија. Не, уште малце ќе те оставам. Не, перфектен си, да ти кажам соговорник. Милина е човек да те покани во емисија. Само ова. Ворминг терапи. Ова ти е крема со лута пиперка и канабис, места премрзотини или кои некои многу болни места. Ова е наша, ова е увозно. Ова е увозно. Значи најверојатно полска, треба да прочитам кој е. Кога сме имаш уште само да видам, не, уше ова. И да излечам ја сега вака мој некако заклучок. Да го гледаш. И со ова едва ја гледам ЦЗ Чешка. Полска само ја спомна. Во Полска бизнисот секунда. Значи пази у 100 кома. Така да. Слободна продажба. Крема, вода. Значи треба да ве замисли дека не е ова, знаеш како? Има една гадна перцепција. Јанаки не знам дали ја осеќаш, онака кај најшироката маса која све низ призма на ракија гледала на животот. Родени со ракија, ќе умрат со ракија и све друго не чини. Добро, ракијата си е супер сега. Ја тама работа живели, дај се одма една траварица сега далматинска. Сакам да кажам дека се што не све е дрога за нив. Све друго не чини. Значи не е така, луѓе. Некогаш било така, се менува. Светот помалку знаел, помалку информација. Шести. Гледајте денеска дека
Обединети нации си ретерираат со своите заклучоци кои ги имале тогаш. Не е бизнис делка, па некој ги потплатил, знаеш, одма тие теории. Не само и Америчкиот конгрес, ама многу показниво. Таму се драконски казните, ти не си свесен колку се повисоки од европските. Не знаете, немате представа колку животи се спасени благодарејќи на оваа билка со низиното масло. И не случајно во Македонија е дозволено производството на канабис. Иако тоа регулацијата, но Јанаки малку повеќе знае. Повели Јанаки. Правилна ти е тезата дека перцепцијата и на ваков начин се менува. Знаеш, кога веќе луѓето добиваат, иако ова не се, знаеш како, вода, ова мислам дека е само со екстракти од семе. Не е тоа дарилтинг, меѓутоа го има зборот. Да си жив и здрав и го има листот. Или го има листот. Не сакам јас да правам гратис реклами, меѓутоа на горска алал да им е за потегов. Ова е нешто повеќе. Со тоа што ако регулацијата кај нас напредува, боже мој, може и тоа да напредува во таа смисла. Би сакал да ти дадам, нели, као мини концепт правевме пред да почнеме, сакам да дадам една мала ретроспектива на борбава вака за либерализација на политикиве за во однос на канабисот. Иако јас лично се залагам и магистерската теза ми беше на таа теза дека треба личната употреба на наркотици да се декриминализира, да се легализира, не ни може, затоа што за разлика од канабисот, другите наркотици носат сериозна опасност по здравјето на луѓето, а државата е должна да ги штити. И постои една цела глава иако е помала глава на кривични дела од член 205 до член 220 во кривичниот законник кој што се дела против главата се дела против здравјето на луѓето и не ни може да се легализира и не треба да се легализира, тоа се штетни супстанции, на секој тоа треба да биде јасно, ни не смееме да помислиме да го потикнуваме, но верувам во право на личен избор. Кога ти тоа лично го правиш, сам си штетиш. Ме разбираш, дали ти конзумираш кокаин, дали конзумираш екстази, тоа е твој проблем, мене не ме интересира. Друго е да даваш на некој друг, да овозможуваш, тоа е веќе друга тема и е веќе казниво и треба да биде казниво. Тоа е веќе криминално. Поведение. Сега да се задржиме на канабисот. Значи, многу ми намислат и ние Билка има страшно добра соработка со ЛДП. Они од 2003 имаат во програмата легализација на канабис. И на првиот македонски канабис форум го спомна тоа, мене ми е многу драга пријателка Моника Зајкова, сега е во опоравување. Ова го кажам бидејќи не е тајна, беше позитивно од ковид, сама го истакна тоа и беше хоспитализирана 16 дена, за среќа и на моја многу големо задоволство е подобра. Јас разговарав минатата недела со нејзи, веќе следната ќе се врати во фул форма. Она истакна дека ЛДП е првата партија, не е тоа баш до крај вистина, затоа што прва партија која што се залагала, можеби не во програма ставено, меѓутоа преку низините челници, а пред се тука мислам на легендарниот професор доктор Ѓорѓе Маријановиќ, прва партија е Лига за демократија, уште во 90-тите, која тоа во Македонија кај нас беше као за ванземањци да збориш. Јас се сеќавам на негова колумна, ние ја најдовме за ванземањци да збориш. Ние ја најдовме колумната во Вест, ако не се лажам, или во Вечер, не ме фаќај за збор, и ја реиздадовме на Билка пејџот, колумна за легализација на марихуана, нели таа терминологија користиме канабис, која што е мислам дека од 2000, 2001, 2002 или Вест кога почна така нешто. Постојат нормално поединци кои што се залагале. Ѓорѓе Маријановиќ е легенда, мислам, нема збор, човекот е жив се уште со некои одредени здравствени проблеми, ние му посакаме све најдобро. Јас имам контакт со едниот од неговите синови и многу сакавме да одржи предавање, меѓутоа не е во кондиција, на наша голема жалост, иначе тоа би било спектакуларно. Не знам кога го знаеш човекот. Одлично ги знам и се познавам со сите негови синови. Филип, јас со Филип, не знам кога синови, прекрасни има повеќе синови и ние со Филип викам како да направиме. Филип вика Јанаки не, да може, вика знам дека многу би сакал, не може, тоа е тоа, се здраве виша сила. Но му одаде пиетет, почит, добро убаво што го спомна. Не, апсолутно. Види, мене ми е многу криво. Казнено право, ја барем кога учев по стара програма 4 години, се учеше во втора. Ја кога бев прва, он предаваше уште, како јас требаше да земе да ни предава и се пензионираше на наша голема жалост, иако ја имав фантастичен професор Никола Тупанчевски, заедно со Александар Дановски, целата таа катедра. Да не должам, Борјан Јовановски, например, е поединец кој што се залага многу одамна,
Иако јас со него не сум во најспектакуларни односи, никогаш не сум бил човек кој што плукал и кој што порекнал вистината. Факт е дека се залагал јавно по емисии, тоа го говорел. Кирил Попхристов, да не го заборавиме, една легенда, па и паталец. Кили, како не? Кили затвор одлежа за тоа. Да не заборавиме се тоа жртви на погрешни политики. И така натаму, се до 2014 година, кога се формира првото официјално здружение на граѓани, Зелена алтернатива, со председател и тогаш и сега Филип Достовски, кое што морам да истакнам повторно, искрено и честно, дека во првите 2,5, па и првите 3 години беше една фантастична работа, донесе спектакуларни имиња, кои што ти ги кажам тебе, значи Роберт Меламеде, Лимур Хануш. Да ги повторуваше тој во емисија. Значи, ја вака да му кажам на некој, може не му значат ништо. Тоа ти е како Майк Тајсон да го донесеме да има борба во Борис Трајковски. Форуми имаше 4-5 со обуки спектакуларни. За обуките точно, исто така е точно тоа што го кажа, тоа е еден многу вреден проект кој се уште е ongoing со тестирање и тоа е негова лична заслуга и тоа никој не смее да му го порекне. Да може да се тестира квалитетот, хемискиот состав и квалитетот на маслото од канабис во фармацевски факултет на лабораторија, без да се плашите дека ќе дојде чичко полицаец да го уапси. Тоа е лично негова заслуга. Дури не знам ни дали треба да се каже да е на Зелена алтернатива, затоа што види Здружение на граѓани по закон треба да го основат најмалку 5 луѓе. Ние 7 го основавме, 18 членови сме. Најмалку 5 луѓе, човекот е каков што е, се искара со сите и е one man show. Многу одамна тоа. Тоа е негова лична заслуга. Имаше 4-5 одлични форуми, како сакаш наречи форуми, семинари, све, значи, буквално тешкаши, кои што дојда. Лимур Хануш, например, беше во тимот, кој што живее во Чешка со еврејско потекло, кој што го открие ендоканабиниот систем во 90-ти години, втора година сад. Тоа е како да ти кажам, не знам како да направиме една паралела за кој Мајкл Џордан да дојде кај нас да Стивен Хокинг да дојде у астрономско друштво и да одржи предавање. Нема збор. Кое е нивото високо имаше тоа. Нема збор. После тоа затај. И што беше најинтересно, што конзервативна, десно ориентирана партија, која обично дистанцирана од овие работи, ја дозволи првите оние легализација. Види во тој аспект јас ќе ти кажам дека сега има либерализација на казнените политики и на политиките за канабис во Полска. По-конзервативна држава од Полска, ако ми најдеш во овој момент, кои што идат на забрана на абортус, на донаци можеш. Донаци значи, види, Полска заедно со Хрватска ти се етнички најчисти држави во Европа. 94% се пољаци. Так. Не, извини, 92% се пољаци, 94% се сметаат дека се католици. Так. Супер конзервативна, и они немаат проблем. Што има тоа врска дали е конзервативно, која е нешто наука. Сега, тоа не носи до моментот до 2017 година, второ здружение што си има конструирано, оформено е нашето. Здружение за канабис и зелени политики Билка со прв председател Џон Илија Апелгрен. Може би малце треба мене да ме оладиш него да го викнеш човекот исто. Го знаеш Џон? Како не? Познат джез. Тоа да кажеш не, мислам дека јас стално си го зезам Џони, многу сакам, он е еден од најдобрите репродуктивци на апсолутно вокалишт. Вокал страшен. Он е со егото малце напоисано и сега да речеше не го знам, јас Билка знаеш ли кај се зароди? Да ти кажам каде прв пат се роди идејата за Билка. Лидија Јанчевска, која што е сега пиар на Шекеринска во Министерството за одбрана, имаше отворена емисија која што беше проект од Индија институтот поддржан на ТВ24. Имаше емисија, тогаш беа првите најави за легализација на канабис во ноември 2015 година, каде што бевме гости, јас, Џон Илија Апелгрен, Дарко Костовски што го спомнав, специјалист психијатар, и Нико Беќаровски. И кидам на емисија, кои ќе бидат гости, во ред ќе дојдам, Џон Илија Апелгрен. И сопругата ми вика, и многу е познат, како викам, прв пат слушам, како прв пат слушаш, вика, мајка ми тогаш беше жива, Бог да прости. Абе како не го знаеш, вика, Џон Апелгрен ми вика. Абе не го знам и сега денеска се зафркаваме, викам, Џон, изда не си бил толку познат колку што се правиш, викам. И тоа ние се вака некои интерни шали. Он беше прв председател, јас сум втор, му заврши мандатот нели после 2,5 години. И тука Се уште е активен со вас? Џони? Да. Џон ја отвори пресконференцијата, помалку е пасивизиран, меѓутоа да, он има и некои други проблеми за кои што не би, не се од здравствен карактер, за кои што не би сакал да зборувам се. Он е музичар, па сега ти види какви му се проблемите, какви што им се на сите музичари во
моментов во Македонија и малку е насочен кон таа борба, имаат и издруженија они и се малку насочени кон тоа. Тука настана еден сериозен проблем не од наша страна, не сум кога ние се основавме, затоа што пред да се ние основаме и јас, и Ангел, и Џон Апелгрен, Ангел не е потпредседател, многу не сака да го спомнуваме затоа што работи во владино тело, односно во влада. Не го спомнав. Не го спомнав. И проблемот е што ние сме имале заеднички акции и предходно. Бевме заедно на јавната расправа со Филип и со Давор. Давор е прекрасен човек, многу стручен на темата. Ако сакаш исто, не мора тоа да ти биде секој денова тема, меѓутоа понатака би ти дал и контакт да го... Јас стојам на располагање, многу сум заинтересиран Давор, за оваа тема. и ние бевме заедно. Бев првата ТВ емисија кај што се промовираше ова посветена токму на канабис, која донесе овој вулкан 300. Слушај сега, имаше работна група неформална, оформена меѓу нас тројца, како се уште Билка не беше основана, значи ова ти зборам 2017 почеток, Владко и Вања од ХОПС, Филип Аврамчев како представник на ЛДП и Давор и Филип Достоски од Зелена алтернатива. Филип спомна нешто во емисијата што мене ме испровоцира, он вели не сакаа да ми ги поддржат проектите, дури ми се смеја. Он конкретно збори за една ситуација каде што ние тука ја раскинавме со работката, јас не можам да дозволам некој да се живува со мене, затоа што ние бевме во еден стан, правевме состанок и вели јас зашто се собираме, доаѓаше 20 април. 20 април светски ден на канабисот и сакао како да го обележиме. Он вика, имам два проекти, барам ваша поддршка. Кои се двата проекти? Да земеме тенџере, опрема, надвор да идеме у парк, он ќе најдел 50 пациенти и се снимаме, пуштаме камерата, се снимаме и на сите да ни даде по една туфка и снимаме и ние ставаме туфката и он прави тука уѓе на лице место. И он ми вика, дај ми совет што би ни се десило. Ја му викам, ги ни спувам сите. Ти мене тука, ја не те викнав да ми држиш предавања. Јас ја земав мојата јакна, си ја облеков, Ангел и Џона седи што да седаме. Вториот проект беше да ние земеме и изнемиме стан и да засадиме 200 растенија и да викнеме медиуми и полиција и да ви решиме еве. И као што со тоа. Да, Тоа се самоубиствени проекти за што се заглавам у затвор додам треба. Така. И проблемот е што има малку проблеми со егото, малку повеќе. Секој егоист. Никој нема да ти признае дека е егоист, а секој еден е егоист. И ти си, јас сум и сите сме, меѓутоа тоа е нивото на колку си егоист е дискутабилно. Билкас и ние му имаме сите понудено. Дај ние тројца како основачи, како вака столбови и ние му викаме дај да се учунеме Зелена алтернатива да помагаме да работиме. Брат вика Зелена алтернатива е затворен круг на луѓе. Основајте вика здружение, имаше идеја една таква да се основа здружение, знам кое што сега веќе постои на Оги излет. И вика ќе направиме асоциација и ќе гураме така. Билка се основа, ние основаме пејдж се промовираме и оно почиња од прв ден да не плука. Ние не сме пушеле џоинти, зашто не сме се сликале со џоинти, мислам тоа се детски муабети како прво. Тоа не е темата. И почна веднаш со плукање. Во истиот момент он почна да се бави делумно со бизнис, меѓутоа влезе со одредени политички фактори и ние додека бевме во комуникација, јас отворено му кажав дека тоа му е многу голема грешка и дека ќе го изгорат, што и се случи на крај. Го изгореа така. Го изгореа, он е многу изгорен, затоа не лаже. Он малце вака го представува доста драматично, меѓутоа не лаже, затоа е во право, го изгореа многу. И I told you so не би му рекол за да не се ситам, меѓутоа стварно го изгореа. Со Фрейхер прв пат слушнав дека он го измислил тоа или го дизајнирал за Фрейхер маслото. Ова е зборам за една од компанииве, таму го изгореа, го истурка елегантно, му го земаа за без пари. Му го земаа за без пари уделот, он имаше 3%. Ја му кажав, со политички фактори тие луѓе не ти се пријатели, не те сакаат, друго е јас и ти се правиме имаме познанство. Малку наивно сакаш да кажеш. Доста наивно. Така. Не, ја тоа му го зборев, ти нема што да ми кажеш, Пеки, твое си е, твое си. Инаку факт е дека Фрейхер не знам. Тој човек на многумина им спасил живот. Јас тоа не го порекнувам и јас ти тврдам да беше он малце по приступачен, дека ние ќе газевме заедно, меѓутоа са тоа си е негов избор. Ево гледам се он пробува да смири топката со нас, тоа нема да се случи затоа што многу ни има сгрешено, мене лично ми има многу сгрешено, не би навлагал во тоа, меѓутоа не се. И сега он тогаш тука малце се пасивизираше во активистичка смисла Зелена алтернатива, затоа што види, ние правиме форум каде што втората наша 7 март 2018 медицинска, каде што имаш ликови како Аспазија Софијанова,
која што излага како педијатар и отворено зборува дека јас користам за деца и дека треба да се апгрейдува. Каде што искача Нико Беќаровски вика дека од токсиколошки аспект нема проблеми. Каде што искача доктор Дарко Костовски зборува дека маслото од канабис има потенцијал да го замени метадонот во лекување на адикција, што е она спектакуларно. Излага доктор Филип Гучев како директор на клиника и вели јас сакам да се смени законот и правилникот и да можам да препишувам за болка. Они организирано дојдоа 5-6 души да го тоа плукаат. Да пробуваат да исмејуваат, спази една фантастична жена, јас не се знам, па и по влашка линија, може сум малце пристрасен. На страна да не збориме дека е еден од најголемите врвни тоа педијатри. Ако за едниот реков колку луѓе им помогнал со маслото, оваа помогнало, Софијанова и илјадници бебиња има спасено. Луѓе, јас сум гледал нозе како и бацуваат. Од благодарност. Дали она кажала канабидол или канабисол, и са тоа било клучното. Ние не гледаме шумата од дрвото или како беше обратно. Многу ми е жал што е така, таа расцепеност, искрено да ви кажам. Во 2017-18, јас дознав сега кога читав едно интервју, се формираше ЗНАМ, Зелена национална, тоа е многу интересно име, Зелена национална агенда на Македонија, на ОГИ излете. Добар акроним. Да, председател, кое што не сакам да ми се наљути, и може да се наљути ако сака, тоа е фантомско здружение, бидејќи во 2,5 години нема ниту една акција, ниту еден проект, и 2018 година се формираше 404-то здружение, кое што во моментов е нефункционално од оправдани причини, 420 Македонија, на Моника Ристевска, попозната како Конопова, која што плати цена за својот активизам, односно лежеше затвор на тотално непотребен начин ја изазиваше полицијата. Сега. Дали таквите начини се карактер? Бидејќи, знаеш што, мене ми се допаѓа кај тебе. Кај тебе ми се допаѓа што знаеш дека најефективно е лобирање, институционална борба без керефеки. Но има луѓе кои сметаат дека треба да направат такво, имало во сето такви примери. Ми интересира, успешноста. Јас секогаш сум мислел дека вака кога ќе му отидеш на председател на држава и ќе му одржиш лекција, те гледа, види фин момак и кој ќе му што е работа, седни да ти објаснам за канабис, знаеш. Поинаку ќе те слушам. Зобле ќе имам дајано повеќе пари од за шоколата што ми вреди. И тоа еден мој колега адвокат викаше, чекај, вика са некој е фотограф, купува апарат скап, му треба за работа. Мене ова ми треба за работа, односно ја не го користам тоа дека ми треба за работа, сум модел и по поломаички, едноставно убаво изгледам. Меѓутоа гледај се што Добар си, те сака. Не. Што мислиш дома, што е мојот најскап апарат? Не знам. Телевизорот ли? Најголем, најскап, најврвен. Гледај се што е работа, ако се основаше билка, јас бев за тоа, затоа сега ме те исправам, меѓутоа јас сум многу тежок карактер од човек, тоа го кажувам отворено, значи нема тука збор, меѓутоа не сум човек што не прифаќа рацио. Кога се основавме, на првиот состанок ја викам, какве не верам ни на политичари, викам ни на бутур, викам јас сакам да идеме партизански, си собереме 10.000 потписи и влагаме у собрание. Џон како постари поискусен, другиве го поддржаа, затоа и јас го прифатив. Чекај, викам малцата, колку иницијативи вика има од 91 до Македонија, така? Па викам има 12-тина. Колку од нив станале закон? Па ни една. Бранителите, тоа беше на Џонсбури, бранителите, кога ти текнува, собраа 12.000 потписи, задникот си го избришаа со тие потписи. Ништо не направи. И вика мора ги вклучиш во ред, јас го прифатив тоа. И сега тоа не носи до борбава. Две иницијативи се направени кои што се вклучиш? Политички партии, институции, значи да не може едноставно се не би рекол зло, меѓутоа се нужност. Тоа не носи до 2000 fast forward до 2018 година, 2019 година ноември, кога се прави првата иницијатива за тогаш се даде предлог закон супер штетен за измена на контрола на опојни дроги, кој по мое мислење ќе го монополизираше пазарот, односно ќе ја угушеше можноста за истиот слободно да се развива со превисоки услови. Се создаде една иницијатива. Да им објаснам на гледачите. Многумина се порадуваа дека и почнаа и тргнаа да инвестираат во опрема, да почнат легално да произведуваат. Кога си има една фама дека се прават пари. И во ноември 2019 година се подигнаа стандардите и стана Не се подигнаа, тоа не стана закон, сега ти кажам за тоа. Кај нас има една фама, 57 лиценцирани компании има кои што само она burning money, уопште ништо не прават профит, освен една-две од нив кои што паметно почнаа од самиот почеток.
инвестираа сериозен кеш, пошто канабис кај нас не е бизнис кој што ќе ти направи профит за една година. Треба се на пример на GMP стандард ти да работиш, ти треба година и пол минимум, 3 инспекции, 4 инспекции од агенции што даваат регистрација, тоа си треба време и пари. И кај нас има една фама и тоа претпоставувам дека се влече поради инволвираноста на членови на семејството на премиерот, се прави фама дека се прават пари. Кај нас многу ретко кој видел пари од канабис, се тоа поради лоши државни политики и луѓето се во загуба, во огромни загуби. Па зошто би тргнале уопште у таков бизнис ако бизнисот е загуба? Дел од наивност, дел од лакомост, и тоа лакомост кај делов што е политички врзан, затоа што они сметаат дека насади, фрли, оди продај готово, значи хоргош не може да го помине тој канабис, едноставно не ги исполнува стандардите. И ќе дојдеме до тоа, ако ми дозволиш да надминеме саат, како што ми рече дека ќе ми дозволиш. Не, ќе ти дозволам и 2 сати, и тоа без пауза. Но ние немаме ни една фабрика за производство на масло. Ние ќе произведуваме, има во Бугарија. Не, има кај нас има. Кај нас на ЈСК има една, на ЈСК. Која ќе го откупува тоа? Која што си прави свое, нема што да го откупува. Не. Реплек има, ама Реплек не е чисто канабис фирма, например, ме разбираш, Реплек е фармација. И доста го критикуваат тоа масло. Не би сега да испадне дека плукаме. Сакам да кажам, ја не сум задоволен дека така да го земаш цветот и што со него правиш? Кој да отвори? Ај сега кој да отвори фабрика кога нема со тоа масло што да прави. Фабрика е дополнителна инвестиција од најмалку, лабораторија е најмалку инвестиција за праење улје е најмалку инвестиција од најмалку половина милион евра. И каде ќе ги продаваат тогаш во овој момент може да продаваат само во Албанија, Косово и Израел. Израел од 92 е легализирано медицински цели, сигурно не чекаат од нас. Албанија и Косово си имаат своја производња, така да сигурно исто така не чекаат од нас. И значи бизнисот е затна. Тоа не носи до иницијатива, они пуштаат супер штетни измени, не извини, декември беше во многу перфиден начин во 5 до 12. 5 до 12 и тука многу перфидно изигра, морам да посочам политичкиот фактор, односно извршната власт. Ние изреагиравме, го бутнавме законот, што направи? Предлог измените, они продава кај бизнис секторов дека еве здруженијава ви го буткаат, они не ве сакаат и тука се создаде мал јас меѓу нас, кој што е сега коригиран, зборам за Билка, ние имаме добра соработка. Со која цел било направено тоа? Еве сега ти кажам. Се пуштаат предлог измени на закон, кои што бараат милион евра банкарска гаранција. Ги зборев минатиот пат. 10% после оданачување, што нема нигде у светот, тоа е извртена една добра идеја на Билка за да има и за која ние коригиравме по сугестија на бизнис секторот. Еве мене конкретно ќе ти кажам, ако се надам нема замери Кеско бидејќи беше тоа вака еден состанок приватен мовет, ми вика Јанаки, еве сега да ти кажам, ние имаме капацитет, вика, не знам колку тона годишно. Ја да вика, ние имавме барање 10% да останува, меѓутоа да оди за луѓе болни што немаат да си дозволат социјални случаи, да може да го земаат тоа без пари или субвенционирано. Вика Јанаки, ја вика имам капацитет од не знам 6-6,5 тона годишно. Ти знаеш вика колку е тоа, ќе преплавиме пазарот, вика. Тој ќе треба го фрламе вика ако останува Македонија. Или задолжително се продава Македонија. Затоа ние го коригиравме барањето да мора задолжително за да добие лиценца, да мора задолжително да излезе на македонски пазар со производи. Имаме и ние некаков бенефит и ЈСК и Фармакан излагаат. Сега иницијативава ми е важна зашто ќе давам ретроспектива, па ќе пројдеме на законското решение или ќе преидеме на што сакаш. Се прави иницијатива помеѓу Билка, знам и Зелена алтернатива не учествува тогаш, Билка, ХОПС, Хелсиншки комитет, Коалиција Маргини и Плоштад Слобода. Имаме првичен состанок каде што се согласуваме дека предложените законски измени се супер штетни, несоодветни и дека излегува заклучок дека ќе излеземе во наредните денови со соопштение до медиуми дека има иницијатива која што тоа ќе го опонира и ќе даеме ние наши предлог измени кои што сметаме дека се потребни. Крайно перфиден начин. Ја не сакам тука Филип да го глумам, ќе бидам многу покултурен и многу поодмерен во зборовите. Мене многу ми падна жалко кога го гледав тоа, не личеше на ништо. Меѓутоа не и се секој си одговара за себе. На многу перфиден начин, на известија на заедничка мејлинг листа Коалиција Маргини и ХОПС дека они не биле, за цитирам, агресивен пристап и дека они ја напуштат иницијативата. И они као сами ќе терале во ред, тоа си е нивно право. Не знам што е тоа агресивното, толку да даеш соопштение за медиуми, бидејќи во операција ослободување исто излага на прес, веројатно тогаш не беше агресивно. Моје мислење, моја перцепција, која можеби да е погрешна, меѓутоа не е, дека они работат многу проекти со, ова го пишав и во колумна во Фокус, работат многу проекти со Министерството за здравство и нив им е тука страв дека Венко ќе им се наљути и дека ќе им ги пресече така проектите.
Многу сум разочаран во тој дел, можеби малку навреден од ХОПС, од коалиција не сум, Ирена нека ми се лути колку сака, не ми е неочекувано, меѓутоа од ХОПС сум многу разочаран во тој дел. Тоа е една организација страшно добра, за џабе плукаше, може да збори што сака било кој, еве да не биде конкретно Достоевски. Една прекрасна организација која 21 година која што промовирала намалување на штети кога било поим во Македонија и која што работи со луѓе кои што имаат сериозни проблеми, им помага. И затоа бев разочаран со нив. Секогаш сум ги сметал за искрени борци, да бидам искрен и ден денеска ги сметам и ги сакам, имам симпатија кон нив. Сега ќе ми излезе труд за нивното списание Други политики. Четврти поред имам 4 труда за нивното списание. Имам соработка, веројатно ќе имам и порам, меѓутоа морам да им посочам и сум им посочил дека сум многу разочаран од нив. Мене сега пред да дојдам ми пишуваше кога објави дека ќе видам кај тебе еден од нивните членови и од раководството, кажи нешто конструктивно, немој да плукаш, викам тоа нема никаков проблем, викам таман работа. Овакво. И бев разочаран и они излегоа таа иницијатива. Втора иницијатива беше во септември, која што сега се вика Операција Ослободување. Инаку првата иницијатива и името ни го дрпна, пошто првата иницијатива се викаше Операција Билка, меѓутоа не се. Операција Ослободување мене ме исконтактира, Оги излет од Знам и ми вели Јанаки, сакаме да правиме заедничка иницијатива, сметаме дека политичкиот фактор вика користи тоа што се плукаме меѓу себе, се напаѓаме и дека ние треба заедно да идеме и тука да се притисне. Да ги имаме барањава, тоа беше во март, меѓутоа тогаш ковидот почна и се остави за септември. Јас, нека дојди Оги или прашајте го слободно, со него отидов, ние првата моја беше забелешка, викам со Филип не можеме се договорам за ништо или остави тоа на мене, они се знаат 100 години, јас ќе го хендлам, со среќа му велам, тоа не знам колку ќе го направиш. Тоа си ја вика моја одговорност, дајте молам дојде да се договориме на состанок. Доаѓаме на состанок, Филип се седи на друга маса во излет. И тоа е таа кафана, он што збори, тоа е излет, не е прво кафана, каде што наводно една доаѓала пијана, мислам, тоа беше страшно ништо не личеше, меѓутоа во ред. И седиме ја и Оги. Слободно праша го Оги од излета кога го познаваш, за 5 минути се договоривме све. За 5 минути буквално и Оги дури вика дури сум изненаден, вика позитивно, колку брзо се договоривме, викам брат, малте не си исти барањата. Малте не си исти. И тоа што во Филип го збореше е точно. Финеси се разлика од држава до држава, кај здруженијава, кај активисти, малте не се исти. Декриминализација, легализација, дома да може да садам, да имам одредена количина законски одредена да не ме гонат. Институт за канабис, еве тоа е наше додадено, меѓутоа бришење на кривична евиденција и така натаму и така натаму. Во ред, се идеше супер. Изработија стартно, ја не знаев, тоа го кажа Филип тука во емисија, бидејќи не ми беше така кажано, веројатно бидејќи имам анимозитет, дека он работел на Канабис манифестот. Јас бев информиран дека Давор Попиво да работи на тоа, он е член на Знам. Ми го прати, го доработивме. Ајде, вика, вели, кои се вашиве барања? Ние му викаме, вие се 5 супер вие, ние ќе додадеме 4 наши. Дојдовме до 9. Беше договорено со одредени пратеници да се излезе на прес во сабота, во петок навечер ни праќаат финална верзија каде што беше додадено Кој ви ја прати? Од Знам. Добро. 70% данок. Оги тоа го негираше сега на една дискусија со мене на Facebook, меѓутоа на мејлинг листа стои, ја го имам, ќе го извадам. 70% да биде ДДВ на канабис. Демек така ќе сме ги убедиле политичари. Викам која е поентата? Прво види, канабис е контролирана супстанца и секако ќе има акциза, што дополнително ќе дига цената. Која е поентата? Ја да плаќам сулуда ДДВ стапка од 70%, кога нормалната е 18%. Ништо над 18 немам намера да плаќам. Чекај. Знаеш што не ми е јасно? Тоа беше предлог. Кој кому да плаќа? Збориме за производителите? ДДВ на канабис легален, наш предлог да се самоубиеме, се пукаме во нова. Кој да го плаќа? Ние корисниците што ќе си одгледуваме сами дома? Не, нешто ќе си одгледуваш. Пример се дозволат локали, како што сега и премиерот дава, и таму ДДВ-то да биде 70%. И тоа ќе биде ИО. Ние реагиравме. Добро. Ја велам ова ќе дигне цената така високо да нема да го сузбие црниот пазар. Црниот пазар ќе процвета уште повеќе. Да си жив и здрав, тоа беше и мојата поента. И сите ќе глумат да бе легално. Не, чекај, ќе го потикне и прво тоа ќе биде ондак само благодет за привилегирани. 10% у Македонија кои што ќе може тоа да си го дозволат. Нема секој пари да плаќа австријски цени. А идејата е на секој на секој што може да му направиш достапно и секундарно, не и секундарно, и тоа е примарно убивање на црн пазар. Зашо криминалци да земаат пари, нека зема државата.
Тука се запнавме, почнаа меѓусебни препукувања кои какви политички афилации имал. Види некој да му објасни, ја имам пријатели во скоро сите политички партии, секаде ти кажам дека ми се вратите отворени. 3-4 политички партии се обиделе да ме врбуваат да ме активираат, тоа не сум сакал. Меѓутоа сум отворен за соработка, сум соработувал со повеќе. Меѓутоа да ме убедува еден новинар, нема да го кажам по име, ќе ти испочитувам емисијата, кој што е супер близок и иде на одмори со премиерот, дека јас сум политички мотивиран, тоа е страшно и безобразно. Јас се повлеков и има една погрешна перцепција во јавноста, бидејќи сум медиумски најекспониран од Билка, дека е one man show, нешто слично како зелена ретатива. Не, јас се повлеков на управен одбор, јас ставив 5 души сме, велам ситуацијава е вака. Дали ние прифаќаме со ова? Не. Ставот на беше дека е тоа подшепнато од некој и дека ние со тоа не се согласуваме. И јас во ред. Давор Попивода најдобронамерно, ја лода му е на човекот, најдобронамерно во 1 час од навечер ми се јави, ми вели, ја Гета, молам, толку е важно. Ја викам, да, Давор, баш дека е важно, јас сметам дека од сите овие 10 барања, ова е најголемата глупост, најмалку важно од пациенти, од болни, од криминализација, од све, ова не, дај да го тргнеме. Океј, се направи финална верзија, да стои, коригираше, и тука Давор е заслужен, да биде да се плаќа нормално ДДВ или некоја таква формулација округло па на ќош. Требаше да се потпише од Билка, знам, зелена алтернатива и Мак Канабис. Не се потпиша, покажување на огиот изглед дека тоа било отпорот кај Филип. Дали е тоа така или не знам. Они после ги врбува, односно ги мобилизира Хопс, на кој што сега не им беше проблем да идат со агресивен пристап, инаку истиот член на раководство мене ми збореше, ако му го потенцирав тоа, му го бутав под нос, викам кој агресивен пристап е соопштение да платиш, ама ете ние го бутнавме законот. Не е точно. Нескромно ги ти кажам дека Билка и уште пола дузина активисти со својата галама го бутнаа законот, а вие ако сте го бутнале, зашто истиот пак усобрани уште полош? Кај што 20% се им бараат по слободно начување. И сега и ние се повлековме од таа организација. Дојдоа, они издегаа со своите барања, тоа си е нивно легитимно право. Јас дел од нив, не Хопс, дел од нив ги нарекувам владини и невладини, затоа што се супер кооперативни и за волја на вистината, даночната стапка од 55-70% колку што се бараше, не беше дел од барањата. Затоа што знаат многу добро дека тоа ќе биде дочекано на нож, кои конзументи ќе сака да плаќа 70%. Јас многу среќа им посакувам со иницијативата, апсолутно сметам дека имаат координација со владата, апсолутно тоа го сметам. И сега доаѓаме до 2-3 интервјуа на премиерот Зоран Заев за легализација на канабис. Прво, морам да ти кажам искрено дека има мало разногласие тука во Билка. 20 од 18 членови на затоа што гледа се премиерот за Дојче Веле вака вика. Прво ние се малце чудна состојба сме затоа што зборуваме за законска измена која што уште не сме ја виделе. Ние не знаеме што иако јас ти тврдам дека во извршната власт тоа е спремно и се става на хартија, гарант, значи премиерот не збори случајно. Тоа не е идеја која што сега и патеме идеја која што ние ја поддржуваме. Меѓутоа реториката на и јас лично, вајде да зборам јас лично, бидејќи ќе треба да ги испегламе тие работи внатре во Билка, не е Билка one man show и диктаторско мое здружение, него е на сите што сме основали и што сме членови. Реториката на премиерот е следна: да се дозволи во локали, вели, да се продава, што апсолутно со две раце ќе го подпишам, максимално го поддржувам. Ќе бидат вели условите за сите, што ќе се постават услови и ќе може секој и Охрид беше. Тоа е многу погрешно, треба секој да се дозволи. Тоа е дискриминација. Зашто во Берово да не може? Зашто ти у Берово да не можеш мал кафиш да отвориш, да правиш пари од град кој што е утепан економски ти зборам? Меѓутоа, ајде да почнеме со прво што е, он рече туристички места. Што се тури и Берово е туристичко место, планинско место има, ме разбираш? Сега ќе најдеш. Имаше идеја на фест, така првиот човек на фест кој што сега е патем многу драг наш пријател Милан, голем поздрав ако гледа, кој што е сега прв човек на комисија за труд во СДСМ, он викаше вака треба да барате. Ја тоа не сум го знал кој информација. Треба да барате да може вика во сите погранични општини. А само 2 општини у Македонија не се погранични, ја тоа не сум го знал. Ме разбираш? Вика така треба да пробате да го протнете, некои такви интересни идеи. И премиерот вика ќе може секој да аплицира. Види, тоа е само формално точно. И сега секој може да отвори фабрика за канабис формално, ама поради високите услови тоа чини 2 милиона евра, а колку луѓе имаат таква можност, сите знаеме. Ме разбираш? Многу малце.
Нели? Кога е толку малце, Така да ние се плашиме. збориме за промил, тоа е никој. Ние се баш никој. Значи, на шака можеш да избориш. Значи, ако мене ми затреба, јас сум принуден да купувам нешто што он сметал и го направил, а не да се одгледам за мои потреби, за мој лек, за да ја лечам, и да вели, лечам и себе многу друга или битна некој работа мој што близок. мене ми боде очи, вели и да се може да се докаже потеклото на канабисот. Тоа мене ми е јасна индикација дека садење дома нема да се дозволи. Сега каде е мојот личен проблем. Ја немам никаков проблем. Пред да идеш на тоа. Ај малце да те Ајде. Каков е примерот во земјите кои имаат либерален пристап кој оно? Дозволуваат ли и по кои правила дозволуваат одгледување дома? Има една фама, например, дека во Холандија е легализиран канабисот, тоа е километри далеко од вистината. И тој премиерот го вика исто како Амстердам. Тоа што му предлага не е исто како Амстердам, зашто во Амстердам само продажбата е легална, ако си отвориш кофишоп. Растењето и продажбата на кофишоповите е повторно нелегална. Таму си играат мачка и глушец. Имаш ти диви станови, куки кај што се одгледува канабис, им го продаваат, се е тоа нелегално и во моментот кога ќе влезе во и државата не преконтрола на потеклото на канабисот. Сега има една иницијатива и тоа да се регулира. Се одгледува апсолутно дома? Во Чешка, во Полска, во Чешка, во Шпанија, во Португалија. И во мислам дека и во Холандија. Сега и извини во одредени кантони во Швајцарија. Таму по кантони секој кантон за такви работи си Јас сум се кога ја правев мојата магистарска. И сега има ли некој лимит? Едно стебло, 5 стебла, во Шпанија го не се лажам се 4, во Холандија и Чешка се 3, нормално дека има лимит бидејќи ти никога нема да убедиш дека 100 растенија ти се за лична употреба, ме разбираш? Да, а дали зборуваме за лична употреба, не да го продавам. А дали си подложен на полициска контрола? Дали си забележан дека дали треба да се пријавиш? Ја одгледувам, имам 5 стебла. Во Шпанија е тоа решено на ниво на социјални клубови, односно дека социјалниот клуб одгледува канабис кој што е на членовите и кој што понатаму може да се продава ако ти се зачлениш. И пример, ја идам сакам да го купам на Јанко, меѓутоа така е малку лимитирано како полузатворено, да не чуваш дома, туку во social club си одгледуваш. Во Шпанија например е казниво да се гледа растенијето. Не можеш дома, во Шпанија е казниво да се гледа растенијето. Пример, ако ти е на прозор стаено, комшијата го гледа, ќе те пријави и ќе те глобат. Ме сваѓаш? Че сегде е различен системот. И затоа ја и тој и Филип го збори, и сите го збориме активисти, дека не треба да се копи-пейстира. Сега, јас од две раце поддржувам, Билка апсолутно поддржува, и еве ја ќе зборам за мене лично. Врати се на интервјуата на премиерот. Тоа се враќам. Со две раце поддржуваме да може да има локали кои што ќе продаваат комерцијално канабис. Апсолутно се противам и повеќето од нас се противат. Намерно го зборам повеќето од нас, ќе го објаснам за една минута. Се противат да има луди ДДВ стапки. Се пуштаат пробни балони, еден мој пријател од Министерството за земјоделство советник мене ми пуштаа, вика 30% треба да биде, зашто би било 30%? 18% треба да биде, кој што е нормална ДДВ стапка во Македонија. Стај му некоја ситна акциза, ете ти додатно кеш. И сега како е ДДВ-то на пример на суплементи, масла во аптеките, лекови? Поим немам, ова ме советуваше, поима немам да не го користам зборот као да ме го зафркаваат Филип, меѓутоа стварно не би знал да ти кажам. Поим немам, поима немам, да. Патниот налог, нели, тие моја веќе. Сега, и што вели премиерот? Сега ние не можеме да зборуваме конкретно на што он мисли, бидејќи не е тоа ставено на закон. Меѓутоа мене ме плаши и времето мислам дека тоа ќе го покаже дека нема да може да се дозволи да се сади дома, повторно потенцирам за лична употреба, не јас да го продавам на кофишопот или ја да го продавам по луѓе, за лична употреба. Тоа може да се лимитира и задолжително, за да има контрола, еве државата, задолжителна регистрација при се поизвестната агенција за канабис која во 2021 сигурно ќе биде формирана. Си се регистрирам. По домаќинство за рекреативна употреба 3 до 4 растенија. Динг-донг, извинете, полицијата може да влезе само тоа да го гледа или да биде тоа засебна просторија. И така може да се регулира затоа што тука треба неповредливоста на домот да се запази. Извинете, ние дофме во инспекција, ништо друго не смее да гледа. Каде ви е? Знам ти како адвокат како реагираше те предлози. Да, на тие мрднатите предлози, да. Каде за корона каде ви е да гледаат кои извинете, каде ви е канабисот? 4, ама ние имаме сознание, оке, ако има сознание дека имаш повеќе, може и налог да извади за претрес. Опа, имате 6 растенија. Овие 4 си се ваши, ви ги оставаме. Ајде сега со нас на процесуирање 215 кривично гонење. Ние не бегаме од тоа. Так. За медицински потреби, ако има човек што може тоа да го докаже со област која што е препознаена, 10 растенија,
Да можеш сам тоа да го правиш, тоа што други го прават за пари. Ништо повеќе ние не бараме. 500 лекари беа обучени и советувани за сево ова да почне, треба еден притисок од базата, тој може да ви биде добар ветар во грб, во едра, но таму нема. Има отпор, токму поради недоволни обуки и недоволна едукација на лекари. Тоа имаше на почетокот. Иначе го спомнам минатиот пат, не сакам да ти... Кога се повеќе луѓе, например, ја не знам зошто некој човек што има реума, постар човек, би му се давал било што освен канабис. Тромадол. Значи, нема потреба да го труеш човека кој може да се има спокојно и мирна старост, без болка. Потсети ме на крај да ти кажам и од религиозен аспект за канабисот, бидејќи знам дека си религиозен. Да не зборам за многу посериозни, каде што... Вода? Сакаш пауза? Не. Ке да завиткаме по една. Не, сиди. Идеме. Пауза, па ќе се вратиме назад во студио. Продолжуваме со емисијата. Јанаки Митровски. Го погоди презимето си. Зашто? Малцата боцкам сега, мора. Знаеш што ме боцка? Денеска кога го најавив, му го утнав Митриевски нешто напишав. Као со прстите. Види се. Нов телефон и дебели прсти и јас статус пишувам од мобилен, а цел живот сум на тастатура. Така се шегувам нормално, не сум те напишал, кој знае како. Никаков проблем. Иначе кога бев дете, сакав да си го вратам влашкото презиме, кое е Тегалнак. Тегалнак. Глеј, кај нас имаш 50-50 кај власи да се презимињава, или се, например, Папули, Ѓурѓу, или се така со поеден збор, или се Тегалнак, што на влашки значи Tego на Нако. Знаеш, по сила на порано кога немало одамна. Чиси ти на Tego, на кој Tego на Нако? Презимето е сменето во српска окупација од некој бил Митре, па станал Митровик. И тоа после така постанало, кога после Втора светска војна станало Митровски, тоа така останало ова чисто како може ќе треба ја да направам една емисија како што направи со Рашела Мизрахи малце за еврејската заедница во Македонија. Еден дел од политичкиот дел, но многу интересни работи дознам, бидејќи многу мала заедница. Мислам го направи многу погласна сега во делот, мислам можеби коментира во делот со ова глупости со Бугарија што ни ги наметнуваат фашистички окупатор, сигурно тоа беше и поводот затоа што дојдовме. Сигурно е. Како паталец. Мислам дека веќе интернационално они малце веќе го туркаат ова. Ја мислам тоа. Тука треба да се искористи да се они многу моќни, имаат добро лоби и тука треба да се ние Пази, тука треба да се Израел сега само снима што се дешава. Они наивна држава. Ја тоа и го реков у серија, викам за помалце знам кога Мосад се спушил со хеликоптери. Они знаат кој ги. Прво еве сега ќе ти кажам една информација која што не знам дали знаеш. Они прашуваат сега албанциве ме прашуваат во емисија, вика, а кој им ги кажал? Демек ние македонците сме ги предале. 98, види. Дали имало кодоши, предавници, шпиуни меѓу македонците, сигурно имало. И меѓу властите. Зошто не биле депортирани од Албанија и од... Ај се слушниме. Дали имало меѓу шпиуни, ќе се вратиме. Дали имало шпиуни кодоши македонците? Имало. Меѓутоа тука збориме за системски погром. Системски погром на администрацијата ѓоамити со потпишано. Се едно нешто ќе ти кажам и после ќе се вратиме на темава за да не многу ќе разводениме. Македонија, не знам дали знаеш, од сите окупирани територии од нацистите и нивните сојузници, е земја со ова бизарно ќе звучи, најисчистено еврејско население, односно најмногу број на 98% од предвојната популација или 99% од предвојната популација на евреи е истребена. Само 10 се враќаат од Требленка. А масакрот на од 7000 и на властите 919? 916-919, тоа ти од Прва светска војна исто така од бугарска рака. Меѓутоа види, јас последната колумна ми се викаше во Фокус Волгари, како што тоа не го кажувам затоа него они стварно доаѓаат од таму и потоа се мешаат со локалното словенско население, се христијанизираат и стануваат тоа што се денеси. Не го кажувам дека се они монголи или нешто, него со историски факти.
Апсолутно, кога од нацистите, кога од германците не се бараше колективна вина, не гледам зашто би се барало од бугарите. Меѓутоа да ниту се бара да они нешто денешниве бугари што се криви што некој правил претходно. Разбираш, кој што ние не сме криви, кој што никој не е крив. Меѓутоа да се искривува историски факт. Прво нас историчари ни се смеат за ова што го зборуваме. Никој не ја натера Бугарија доброволно, водејќи се од собствените територијални претензии, влезе во таа оска на 1 март 1941 и не знам дали знаеш, и со ова ќе завршам на темата, дека Бугарија е единствената земја од оската, значи, нели, Јапонија, Германија и сите останати Финска, таму која што е со поголема територија од пред војната. Односно ја задржа Јужна Добруџа од Романија. Да се вратиме на темата која што ние за која Кај застанавме? Застанавме кај реториката на премиер и на што ние се плашиме. Ние не бараме ништо спектакуларно. Стој сега малце. Ајде. Ако заглавам нешто, законски, незаконски ме наместат ово она, ти да ме браниш, како имаш добар фокус за долги судења, алал Нема да ти е. проблем. Судења се многу маратонски, нема никаков проблем во тоа. Имаш тоа ти е еден гледам доказ како дека држиш добар доказ, ама тоа ти е карактерно многу или се го држи и го стекна карактерно и се тоа? работи на тоа, меѓутоа и гледај се, например има една фама се вели канабисот влијае на меморијата. Да, можеби додека сте под дејство на канабис, да ви се случува, да сте заборале што се опуштиш. Ниту еднаш не ми се случува на судење во 11 години, судења. Меѓутоа ети една анегдота. А имаш земано пред судење? Таман работа да земам пред судење. Тоа е крајно несериозно, на работа Тоа исто никогаш. како шофер да рече пие виски пред Прво, да возам. многу си ја сакам работата и многу сериозно ја сваќам. Имаш своја ќе се надувам, имаш да своја речеме, канцеларија, имам своја вработени канцеларија, 7 луѓе сме. Јас види, не би никогаш не би конзумирал канабис и додам на работа. Прво, тоа не сериозно, никогаш не би си ја ругал професијата и работата на таков начин. Второ, кога конзумирам канабис, иако во последните 2 месеци не конзумирам поради диетава, што е спектакуларно за мене. Па и нели рекорд, канабисот помага да не? многу тера на јадење и На благо? нема шанси. Децава по дома ми се жалеа, ќе си легнат децава. Настегај се тато, чоколадата, кај се, викам, си не ги земаваш. Една анегдота сакам да ти кажам. Што е како за фрканција. Ако канабисот влијае на губиток на меморија, како никогаш не заборавам да конзумирам канабис. Тоа е за фрканцијата. Ништо спектакуларно, ајде Немаш проблем што 2 месеци абстинираш? Не. Има една фама, тоа Дарко Костовски, ако никогаш го повикаш, он е вака посрамежлив, односно не се експонира, тоа може да го објасни стручно, биохебално, не знам, вака многу речит. Ние првите состаноци кои ги имавме на Билка, многу сакавме се надуваме и да го слушаме како збори само човек. Алкохолот, никотинот, знаат сега ти кажам. Шеќерот создава. Не можеме да збориме кога ќе се спомне адикција. Би било лага да ти кажам дека одредена форма на навика, адикција во таа смисла не ствара од лесен степен, затоа што кога ќе спомнеш адикција, секогаш се прво на памет паѓа опијатска адикција, која што е страшна и многу тешко се пренабрегнува. Може да се деси кај heavy pot smokers, како што сум бил ја или се уште сум, не се оградувам од тоа, да се случи 2 до 3 дена да сте малку поанксиозен и да имате малку проблем со спиење и толку. Јас немав таков проблем сега, ова ми е најдолга абстиненција од канабиса, конзумирам од 14 годишна возраст, а од 16 на дневна основа. Не потикнувам да деца тоа го прават, затоа што би се согласил дека треба да бидат полнолетни, со тоа се согласувам, и кога ќе се дозволи по локали, некако што знам бара по америчкиот принцип 21 од 18, кој е веќе некој полнолетен возрастен човек, не потикнувам, јас едноставно тоа сум го направил од љубопитност и не потикнувам тоа да се прави на толку мала возраст, не советувам, меѓутоа тогаш сум го направил и на моје големо изненадување мислев дека немав никакви проблеми, никакви абстиненции. Инаку да ти кажам еден од првите на почетокот сами ова луѓето кои се баваат ова маргини, сексуални и така натаму, беа, не можам да се сетам имињата, зборам пред 17-18 години кај мене во емисија за абортусот во Македонија. Коалиција Маргини се хопсе дел од коалиција Маргини зашто тоа повеќе невладени се. Кочо беше кај мене и беше ова плавата Ирена Цветковиќ. Ирена шампион, ја не знам, сакам, меѓутоа во овој дел многу перфидно изиграа со нас и некоја ја максимален респект. Влегува они политички, тука настана. Сакам ова да ти кажам, знаеш што кај мене ме просветлија. Мора да малце се сварив, извини, вака ако не е проблем грењево.
Не стана, ако треба да станеш во ред. Јас сум зимурлија, јас сум ставил. Не ми е до тој степен. Ај прати некое дете ова да угаси печкава, ова ќумбево, нафтава почна да мириса. И ова да не е да сменам нешто, ова многу грее. Ова ме просветли. Вели, не сум знаел дека била Ирена кај тебе во емисија. Беше и тоа 2 пати. Браво. На почеток. После се раздвоивме, не На почеток. На почеток на мојата кариера. Можеш да викнеш и сега, она е многу паметна жена. Па пробав еднаш 2 пати, одби, можеби да, зошто да не. Перцепираат како конзервативен затоа. Па можеби не, јас сум, знаеш како ме викаат мене, куропушачот на Груевски на власта. Тоа е експлицитен, јас се воздржувам цело време да не користам експлицитни зборови. Не, немој да кажеш куропушач, мислам тоа на што личи, срамота. Не личи на ништо, меѓутоа морам, видите, почитувам, морам тоа искрено да кажам. Знам и дека се хейтавме. И тоа, убаво се сеќаваш, да, меѓутоа глеј се. Не, те почитувам затоа што еден мој пријател банкар вика едини асален конзервативец у Македонија, асален конзервативец, значи не од да се убијат 5 дени, да се никош. Меѓутоа морам искрено да ти кажам, баш бидејќи те почитувам, пошто ова е почит, дека апсолутно сум те прецепирал дека си близок до таа политичка партија. Тоа сами сте си го наметнале, не дека некој ти го наметнал друг. Да се вратам на поентава. Што разбрав ја кога дојдоа да ми предложат за максимална либерализација на абортусот. Имаше големи дебати тогаш про и контра. Ова беше и тоа најинтересно и го пресликува многу, можеби е неблагодарно. Дека колку послободно жена знае дека може да направи абортус, помалце ќе има ризик и помалце ќе го прави. Во која смисла? Ако веќе е толку строго и ригорозно, она ќе го направи тајно. Она ќе го направи во некоја под ризик, кај некоја бабица и така натаму и така натаму. Ќе умре, не дај Боже ќе има компликации. Ова го гледам сега кај ајде да речеме Копилјанова. Ја им се извинувам, ама нели така ги викаме децава. 14-15 години и дуваме дуа. Биди, тоа бил мојот прв момент. Слушај, зошто забрането дуваме, ја набавувам, кул фраер, ние сме генг, банда, ово, она. И сега дај им го, он може да го купи у аптека, заедно со баба му, стои со некоја баба. И сега таман ќе се изфилтрира оној што може да го вози, оној што стварно му користи, оној што стварно не е на сила да не се прави мангуп у мало. И на крајот на криштата не мораат по мракои, па дилерче, па овој, па ми дужал пари. Затоа сметам дека законска регулација, дека луѓе како вие, луѓе во сино, адвокати, која ќе кажам, не полиција, можете да направите голема позитивна разлика во општеството. Нема подобар начин. Не сте идеални, ама нема подобро. Нема подобро. Мислам дека ова ти го спомнав минатиот пат, дека во Холандија, ова ти е официјален на Европскава агенција за контрола на дроги, на ЕУ, значи официјално тело, официјално, кој што јас ја имав, ја добив таа информација кога истражував за мојата магистерска. Имам, да. Од оваа? Ќе пробаме, не се. 2014, фала ти, 2014 ти благодарам. 2014 кога магистрирав, за потребите на мојата магистерска, дознав информација од официјалново тело на ЕУ дека European Drug Control EUCCD се вика агенцијата, дека во Холандија младите од 15 до 21 година имаат под европски просек на конзумирање канабис. Тоа е многу интересна информација. Исто како што зборевме проценти на абортуси во земја, значи не зборам сега да споредам абортусот со ова, него чим нешто забрануваш, а човек инсистира тоа да го прави, подобро стави го во законски рамки да го контролираш, одошто да го оставиш да го прави underground некаде. Многу интересен податок, средовечните меѓу 35 и 45 години во Холандија имаат повисок од европскиот просек. Сега ова може малку постара информација, 5 години, бидејќи тоа беше тогаш не сум ги проверил од европскиот просек. Би сакал да се вратиме на темата. Зрели и стабилни луѓе конзумираат малце повеќе, го наоѓаат како подобро. Овој пати го спомнав, моја многу драга пријателка која што не сум ја видел со години, бидејќи таму живее, она тоа ми збореше, ја најке вика тука младите, тоа како неизживеано, ако ти идеш секој ден пушиш, неизживеан те гледаат, вика. Ја вика минатата година пушев 2 пати и тие 2 пати беа вика кога дојдоа другарки од Скопје и са нив им е фама, разбираш, ајде иде во кофишоп и тогаш и те тераат, ајде мора да пушиш со нас. Пустото, ако не натегнеш од ракијата, не може. Сега кај нас да дојдеме до муабетот и да сумираме околу законски измени зашто они предлагаат што ние се залагаме. Значи, се создава една фама
Јас затоа ти кажам, кога излезе предлог законот, ја ќе оставам на билка, на собрание, не на управен одбор, на собрание од 18 луѓе, затоа што двајца од 18 членови на билка, од кои едниот е член на управен одбор, сметаат дека треба да се прифати, а не што год, меѓутоа дури и парцијално, ја го викам парцијално, ако се дозволи во локали, тоа е веќе монополизација, според мене лично, не според билка. Тоа е монополизација, а не легализација. Ако дозволиш само во локали со исклучително високи услови, да може само шака луѓе да отварат, тоа е монополизација, тука не збориме за легализација. Само да завршам мислата. Сега, двајца од 18 сметаат дека треба да се дозволи и така, па да одиме чекор по чекор. Јас лично со тоа не се слагам, ние ќе оставиме на гласање и ќе видиме со што ќе се согласиме и ќе излеземе со официјален став по тоа. Никогаш во Македонија немало револуција, ниту ќе се случи. И ние мора, па зошто не бараме примери? Кои се примерите за такво нешто во кои земји? Ме разбираш? Значи, ако тоа е многу неправилен пристап. Знам дека не, ама дали ја гледаш Македонија? Ова тргна кога Хрватска кај нас се легализираше производ, кога ние сме втора после Хрватска. Ние сме втора после проблем, Хрватска. знаеш што е проблем? А претходно мене што ми пречи? Да? Мене ми пречи што? Прво, повторно не сакам бизнис секторот да се налути, на кој што даваме максимална поддршка и секогаш сме отворени за соработка. Меѓутоа факт е дека државата конкретно е фокусот само таму. Каде? Бизнис сектор. Па таму самиот се факт, тоа не е важно дали се таму парите. Ова не ги чини ништо, а може да го направат. Так. Самиот факт да 4,5 години малте не да нема производи, сега Фармакан избаци, мислам дека со Еврофарм имаат, сега да не правиме реклами тука. Ако збори се слободно. Имаат производи нови, кои што треба да ги пробам па да ти кажам, не сум ги пробал се уште, да не бидам лицемерен па према ни флеле колку се супер, да ги пробам па ќе си кажам мој став. Збориме за масло? Збориме за повеќе производи, меѓутоа да, воглавно за масла. Сега, самиот факт да малтене нема производи, односно има само две компании, и самиот факт да по правилник само во 4 состојби заглави на мизерни 4, тоа не е мрднато, ти докажува колкав е интересот на државата за пациентите. Види, законското решение бара многу повеќе работа и да речеме треба и да се разговара со опозиција, со овие, со ние све. Така. Ова што го зборам за состојбите е регулирано со правилник, самиот министер и тука сносат одговорност, апсолутно ќе ги прозивам Никола Тодоров и Венко Филипче, они се министри од кога тоа се случи и тоа можеле со еден подпис да го сменат. Комисија не мора ти не си случно, дајте комисија да видиме каде има, каде и ти што збориш компаративно, види за болка сегде се користи во светот. Ајде, негде се користи за Паркинс, негде не, за болка сегде се користи во светот. Знаеш зошто? Македонија не се пали кога е тоа од не знам Тексас, Америка, Калифорнија или кога е Израел. Но кога е да речеме Холандија, Данска, кога е или на Балкан некоја полиберална држава која ќе го протне, тогаш иде кај нас. И за жал имам впечаток јанаки дека господине Митровски дека не може кај нас додека ние едноставно, па и за ковид мерките дали гледаш, Србија вовела, ние воведуваме. Грција вовела, Србија ние воведуваме. Некако ние го имаме тој комплекс, да, управо си како комплекс на. Пази, не го имам на помала вредност на дека ја треба само да следиме да. Немој сега гледаш како прават другите, знаеш што, тоа е традиција. Каде има тоа, покажи ми, па еве ние ќе бидеме. Немој, молим те, комшиите што ќе речат. Значи тоа е страшно. Да, тоа е цел живот кај нас напрати. Цел живот. Ти зборам од дно, значи луѓе од најдолното до не знам плутократијава наша па до сама власт. Да сумираме што ние бараме и на што ние инсистираме. Што треба да биде новиот закон и кога ќе се гласа, ако се гласа? Прво, законот за контрола, тоа се две различни работи. За легализација ќе треба да се оди на цел сет закони и ќе треба да се оди веројатно на посебен закон. Во собрание и премиерот најавува, чим премиерот најавува, има мнозинство, тоа веројатно ќе се случи до нова година. Најверојатно е напишан веќе. Не, тоа е истиот закон кој што го бутнавме и се они го имаат вратено уште полош. Затоа што кога се распушти собранието, паѓаат и после тоа се иде со истиот закон го пуштаат па го собрание. Напишан е веќе истиот закон, само што се има една работа сменето на полош. Сега не е 10%, сега е 20%. Јас разговарав со подано чување, пази, тоа знаеш до што ќе доведе, ова е Македонија. Ке си ги дигаат менаџерите платите до максимум, трошоците за да може да се ставаат у загуба за тоа да го избегнат. Ке си рече боле ја ќе подавам поголеми плати на вработувањето, не може зашто да ја дам на државата. Така се размислува. Јас со бизнисмени сум разговарал и овој ми е ставот. Подобро да ни дадат солидарен фонд. Не мора да иде за болни за ова зона, може да оди и за патишта за едно за друго. Ние имаме пооригинална идеја која што е извитопедија, а тоа е задолжително во рок од година добивате лиценца, добро нормално му треба време да произведе све.
во рок од година дена да имате производи на пазарот. Немате производи за пазарот, ви се зима лиценцата, не ме интересира. Од година дена Може ли некој да има производ за пазарот за година дена? Да, апсолутно. Што можеш да имаш на пазар ти за година дена? Масло, канабис, цвет, све. Бидејќи канабисот 4 пати годишно света, така? Во 3 до 4 контролирани. во зависни во совршени услови, Ама 4 во контролирани во услови. контролирани и совршени услови, идеални услови 3 до 4 пати годишно. Добро, ај малце Ти сега ставаш на тука колта додека збориш за за 6 месеци законот. веќе ја вадиш. Кај нас претежно све се тоа контролирани услови со вештачко осветлување или збориме Да, кај нас природно? за сега само индор е дозволено, Готово. меѓутоа со законските измени, тоа е една позитивна законска измена, да не испадне дека се е лошо и ние на све мене Добро. се не ми се добаѓа. Една од позитивните измени е и аутдор да може да се дозволи. Има ли разлика во плодот во Јас не самиот- сум експерт во тој дел, тоа ќе си го прашаш Твое Филип, мислење? меѓутоа не мое мислење од луѓе што имаат одгледувано партизански вага илегално, дека има разлика и дека наводно, ова се оградувам бидејќи стварно не зборам за теми кои што не ги познавам доволно, дека е наводно подобро индор и кај нас таа индустрија многу напредува, на пример ако се сеќаваш дека порано така наречени семкарници имаш. Пуно семки се. Добро. Сега мотене многу ретко да ме видел канабис со семки. Затоа што се зима од лист канабис, се става во некој, не знам, земјоделски сетова, пак зборам со ограничено познање во земјоделски препарат и од тоа истото почнува да рти и пушта корен. Значи веќе не се користат, може и да не се користат ни семки за репродукција. Само да се задржиме на законот затоа што мислам дека треба да финишираме. Да. Доволно сме овакво. Доволно сме се посветиле. Значи не бараме ништо спектакуларно. 20% јас имам покана од еден пратеник да работиме на амандмани, затоа што тоа ќе оди на прво читање, второ читање. Ја не можам лично, тоа треба преку пратеник. Да се тргне, тоа ќе биде моето барање, дали ќе отргне тоа не знам. Да се тргне неортодоксната и идиотска гаранција банкарска, не баре се работи за казино од 300.000 евра, да се тргне као во најмрачно доба комунизма, да треба владата да ми дае согласност да сакам да продам, пример, ја и ти имаме фирма 50 и сакаш да си го продаваш уделот на мен или на било кој други, владата ако не дае зелено светло не може. Тоа прво Нема критериум? Прво, тоа е Подобност? неуставна одредба, ја ќе одам тоа на уставен, ја немам дадено, уставно право не е моја, иако имам чепкано, не е моја потесна специјалност, тука се ослонувам, ако гледа, ќе се насмее мојата колешка и согласник Павлина Зефич, која што работи повеќе на тој дел уставна материја и човекови права, ќе го дадам на уставен, ќе ми биде прва иницијатива многу драга, затоа што е неуставна одредба, односно, сопственоста е уставна категорија заштитена и не може владата мене да ми ја ограничува сопственоста, која веќе го дозволува тој бизнис. И некои такви мити услови кои што мене кои што сметаат. Они има и го дига и бројот на вработени на 15 минимум, па после наши реакции, наши збора на здруженијава, не само на Билка, ги намалија. На тие амандмани подоцна, потоа имам за од јануар веќе исто така покана од истиот пратеник да се работи на посебен лекс канабис, преку кој веројатно ќе се оди на легализација на канабис. И во легализацијата на канабис ние инсистираме на следниве многу едноставни работи. Да, во локали, види, никој од Билка е партизанско здружение во следнава смисла. 99% се самофинансираме. Не сме професионално здружение, ја ги велам професионални, малку ги закачам професионални борци за човекови права. Никој од нас не е вработен во Билка, ние се буквално од џеп ја имаме финансирано во најголем дел ова Билка. Меѓутоа морам па да бидам и овде искрен. На старт тоа ми беше многу голема гордост, дека стварно сме идели од љубов, сите ние имаме примарни професии. Јас сум адвокат, Џон е музичар, Ангел е фотограф, Огнен е новинар и тако далje, Дарко е психијатар, Иван е физиотерапевт, сестра ми е правник, тоа се основачите, Елена Митровска и меѓутоа со текот на времето морам да признам дека тоа е и хендикеп. Ти не можеш да се посветиш толку колку што сакаш, а друга е ако ние 7 луѓе да сме работеле 20, не можеш активисти да бидете прави во вистинска. Меѓутоа мене вака ми е убаво, јас така сум сметал и останатите, мислам, не ни може да ги напуштат светот. Не постои некоја канабис интернационала која финансира револуции по други земји? Нема такво нешто, се е тоа партизански. Сега, ние одиме на следно нешто. Која би оделе на лекс канабис. Не бараме ништо спектакуларно. Значи апсолутно да се дозволи, никој од нас не се бави со бизнис. Ја многу би сакал ние да имаме кофишоп, меѓутоа еден кофишоп, сега ти кажам, кофишоп да има услови, се где тоа така, треба да има посебна вентилација. Тоа премиерот не го измислил или да го вади од ракав или да се речеме не сака да го уши бизнисот, затоа на мене управа.
треба да има пример на 4 столчиња, еден вентил. Само тоа чини 5 до 10.000 евра. И се ти да отвориш еден кофишоп е бизнис од 200.000 евра. Билка нема 200.000 евра, иако многу би сакал ние да имаме кофишоп. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Ние немаме никаков бизнис интерес. За разлика од одредени активисти кои што ите како имаат и некои што јас лично знам дека им се ветувани кофишопови за да они бидат сега либи да се гураат. Апсолутно максимална поддршка ќе давам на бизнис секторот. Сите компании кои што имаат асално производство да си отворат и кофишопови со две раце, ќе им ги посетам тие кофишопови, ќе се сликам, ќе ги промовирам бесплатно нормално. Не живеам од тоа, имам примарна професија од која што сосем солидно заработувам. Меѓутоа, државата ќе покаже дека има чувство и за пациентите и за рекреативците ако дозволи да се сади дома. И ова сакам да те уверам дека ни еден бизнисмен со кој што јас сум разговарал не е против тоа. Знае зашто не е против тоа? И пиво можеш да си направиш дома. Па не идеш да го правиш. Идеш, го има по приступачна цена и си го купуваш. Ја ти тврдам дека можеш и вино да направиш. И храна правиш, па идеш у ресторан, нека си дозволиш јадеш. 3 до 5% ќе садат дома. Јас сум многу импулсивен човек, нервен човек, ја немам нерви да чекам 3 месеци сега да го растам, па ќе го утнам, па го изеле, па јачиња оние мали невидливи. Ти импулсивен? Не сум приметил. Значи, да ги сумираме. Легализација апсолутно по локали, апсолутно. И сега тоа секад ќе се влече, ќе се плука на вице травата да се продавала едно друго, поради тежината на функцијата која тој човек ја обаува и тоа нема никогаш да се прескокне, секогаш ќе се збори, мене не ме интересира, затоа што знаеш како се дека не излезе овие штетни измени, ја не сум ги ни спомнувал, зашто се занимаваат со 100 бизниси, што не би се занимавали со овој. Дали ќе користат привилегирана функција би бил наивен. Дали би користиле привилегии на функцијата, би бил лажго да ти кажам дека не сметам дека е тоа така. Не можеш секој детал да го оправдуваш или да се оградуваш. Значи идеме. Легализација во локали комерцијално. Право да имам до 10 растенија ако имам медицинска потреба по домаќинство, не по глава, затоа што продолжи да набројуваш. 3 за рекреативна употреба, задолжително регистрирање во агенција за канабис, шифт да биде агенцијата за канабис под Министерство за земјоделство или тоа е како посебна агенција, може веројатно ќе иде и како посебна агенција, директор на посебната агенција да биде активист, ја имам фаворит, не би го кажал кој што се занимава и со политика, кој што ми е пријател. Не се објаснувај. Институт за канабис задолжително ние не смееме да дозволиме науката да каска, да има например и млади ликови како доктор Марко Младеновски, стоматолог, што ти го спомнав, да има каде да се да истражуваат, проширување итно. Тоа може утре да се случи, утре може Венко тоа да го направи, проширување на листата и законска одредба да еднаш годишно комисија стручна составена од активист, доктор, од областиве што се специјалисти, да ја ревидира, дали треба да се проширува, не треба да се проширува, ме разбираш? И тоа се 5-6 барања кои што ќе донесе до следно. Економски бенефит е неспорен, тука да не се расправаме. Не само директен купуваш канабис носи пари, индиректен туризам доаѓа, спие тука по хотели, троши по кафани и така натаму и така натаму. Види, тоа може многу лесно да се регулира. Нема реклама, окей, контролирана супстанца, не ќе ведеме децава да ги заведуваме, они сами се заведуваат, ти што викаш по мракови скришно. Нема реклама, да има дисклеймер да не се меша со алкохол, дека може да ти се стучи, господа го видиш, односно да малце ти да е лошо. Тоа све се решава. Економскиот бенефит е неспорен, медицинскиот бенефит кој сега го нема, за жал го нема, се уште луѓето на црн пазар се основаат. Дестигматизација и декриминализација на луѓето, рекреативци и пациенти и убивање на црниот пазар. Дали ти знае, јас имав за Трудов што ќе ми излезе у Хопс, дека во милиарди се брои 40 милиарди, мислам дека беше, не ме фаќа за збор, треба да проверам, 40 милиарди евра чини светскиот црн пазар на канабис. Ио, тој, ти имаш, се види да не отидаме птен далеку, ќе завршиме за 2 минути, да не идаме птен далеку, те гледам. Ама не, немам проблем. Да. А тоа што гледам, имам комуникација со режија тука која ми праќа пораки. Да не одиме многу далеку, ај са вака. Океј, картеливи имаат многу подоходовни бизнис како кокаин и хероин, меѓутоа не треба да се занима и канабис. Тоа се помоци финансии во нивни џебови. Ти имаш картели кои што финансираат и тероризам. Ова идеме и едноставно им брцаш во џебот и државата да ги земе тие пари. Задолжително да биде услов да отвориш фирма од канабис, да има производи. Ние
пак ти викам прифаќам рацио, тоа беше Кеско ми реагираше, вика ти 57 фирми се, сите да оставаат по 10% од производ, ќе треба фрлаат. Буквално смисла ќе треба фрлаат. 3% викам да ставиме 1%, како викам ај советување поиша знаеш, постар си, искусен си воделов. Човек вика, чекај малце кога ставаш 100%, па тоа вика ти се мешаш во слобода на пазар. Океј, велам ние ќе идеме со оваа регулација, односно со оваа флоскула дека мора да имаш производи на пазар, макар и минимално, да речеме еве ние се грижиме за вас. Така ќе го убиеме црниот пазар, затоа што ако отидеме парцијално покрај тоа што ќе има монополизација, што сигурно ќе се случи, ако отидеме парцијално, само ќе се случи да ние го поттикнеме црниот пазар. И особено ако се иде со такви луди стапки 30, 50, 70% ДДВ, стај му акциза, стај му профит тој што го продава, ќе сака да направи. И сега ќе ти кажам дека добри хибриди стрейнови кај нас во Македонија чинат меѓу 8 и 10 евра програм, што е супер висока цена во Австрија толку. Додади ги ти овие на црно, додади ги ти овие трошоци и ти речуни ние ќе плаќаме 15 евра програм. Многу малку луѓе во Македонија можат такви цени да си дозволат. Јанаки, ти се восхитувам на енергијата. Ретко кој вака вози преку саат и пол, саат и 40 минути. И уште може да ципаме меѓутоа да не станеме сега и досадни, мислам дека е доволно е, ќе иде вечерва ова на YouTube. Мислам дека следната емисија што би ја направил би требало да биде некој медицинско лице. Јас ти го препорачувам доктор Дарко Костовски. Готово, ќе се договориме после емисија, но би требало да отворам телефони и оние луѓе кои никогаш не се сретнале со оваа тематика да поставуваат прашање, бидејќи ние како медиум ја друго не можам да ви помогнам. Така, ама некако и ова помош како не. Ама кога ќе ги инволвирам и гледачите, кога они ќе почувствуваат дека може да има директно некаков бенефит за сопственото здравје, тоа е друго. Но ќе веруваат на авторитет, а авторитет кај нас се уште е лекар. И една малца за фрканција. Да. А можеш и доктор Нико Беќаровски да го викнеш. И да ќе правиме муавет сега да не рекламираме, има исто многу стручно лице и токсиколог, чие здружение беше прво лекарско кое што инициираше законот. Ќе ми биде чест и задоволство. Човекот е феноменален. Ќе ми лобираш кај нив да ги апсолутно и се многу приемчиви, значи не е тоа никаков проблем. Да ги охрабриш да се појават. Една мала за фрканција за крај, малце ќе ме одмориш од гостување или затоа што не знам дали ги виде за фрканција дека мене на профил денеска еден човек напиша една многу смешна работа, вика вика уште малце, вика ти Јанко ќе отворите бурек жилница кај што ќе има четврт бурек со канабис, вика. Поздрави ги. Бурекджилница Олимпија во Љубљана пред година дена произведува бурек со канабис. Ова прв пат слушам, стварно. Пред месец дена едно момче кое е правело деливери на друга храна. Што седна да јаде? Седнал да јаде. Да. Бурекджилницата го бара да му ја плати казната зашто го казниле симнал маска да јаде бурек. Тоа треба да го бутне. Тоа на суд ќе падне ако има масален суд таму, кој ќе отиде до Љубљана. Бурек джилница Олимпија, бурек со канабис да ми донесе да го пробам. Еве јас ти ветувам, бидејќи ми е во план и ќе се одјавиме, бидејќи ми е во план ова лето многу работам, многу се посветувам работам и на повеќе полиња сум активен и сметам дека ако се биде во ред нели со ова глупости што ни се случуваат, сакам да правиме една шоферска тура со сопругата, бидејќи децата ни се веќе и на возраст што може да се остават и по период. Сакам да правиме една тура низ Европа, сигурно планирам Љубљана и еве ти ветувам дека ако тоа го сигурно ќе ти донесам. Донеси го колку и да издржи и после 3 дена, на враќање, па тоа едно 2-3 дена ќе трае, али ќе издржи. Ти ветувам ако не бидам спречен нели поради пандемијава или поради тоа што не сакам задолжително да се вакцинирам ако биде за патување. Чест ми и задоволство. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.